Зачувување на унитарноста на државата, не за двојазичност, отфрлање на тиранската платформа, избори и попис, беа дел од пораките кои синоќа Битолчани ги испратија од мирниот протестен марш за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие порачаа дека сега е вистинско време да се обединиме сите, без разлика на вера, народност, пол и убеденија. Ќе упатам апел до сите, без разлика, до сите граѓани, без разлика на нација, вера и религија. Обединети, здружени, само сега е моментот да бидеме здружени едни со други, а никако едни покрај други или едни против други. За да ни ја разнебитат државата, тоа многу лесно оди. Бидејќи немаме друга држава, ова е. Треба сите заеднички да се здружиме со оглед на тоа, на која боја, вера, националност, на која владина или невладина организација припаѓаме, сите заеднички треба да сме на ова место. Местото ова да се задржиме нашата татковина, бидејќи ние самовата татковина имаме, друга немаме. Затоа ги повикувам сите граѓани од ромската заедница, било кај да се во сите градови, нека излезат што помасовно, нека се организират и нека дадат поддршката за Република Македонија. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавија дека протестите ќе продолжат во понеделник, а денеска наместо протест организираа панел дискусија на тема случувањата во собранието на 27 април. Според Богдан Илиевски од иницијативата за заедничка Македонија, ситуацијата ескалираше со така наречениот избор на председател на собранието во ликот на Талат Џафери, избор кој што е вон сите процедури, избор со кој се коси уставот, законот за собрание со деловникот за работа, но иако тоа некој го знае, добро е кога експерти за оваа проблематика ќе кажат што точно се случи во собранието и се консеквентно што произлегува од еден таков незаконски избор за председател на собранието. На панел дискусијата присуствува и професорите Иванка Додовска и Александар Даштевски.